Во овој момент позициите се тие почетни што ги имаме. Таа средба што ја баравме беше планирана да се оствари со премиерот, сега на 24 и 25 треба да ја оствариме, така да во овој момент го прогласувам овој протест за завршен. Ние веќе нема да се собираме до таа средба што треба да се оствари на 24 и 25 декември. И после тоа ќе добиете сите информации, до тогаш ние сега влегуваме во преговори за платите кои се нашиот најбитен дел на нашите барања и незадоволството на вработените во клинички центар е токму поради тоа што тие коефициенти, проценти на покачување за 2019 година не се соодветно еднакво распоредени. Погубно е да се размислува, да се полни буџетот со зголемување на одредени цени на услуги. Ова што го имавме со клинички центар паркинг. Исто така, најпогубно ќе биде доколку направат селективно покачување на платите на сите вработени во клиничкиот центар. Имам 38 години стаж, кои сега 5% што ги добивме само 600 денари покачување. Значи, не може мојата плата да стигне за плаќање на комунални сметки. Ја не знам доколку се надавме на оваа влада дека ќе биде подобро, како што ни обеќаа дека ќе би и живееме европски, а ние уште идеме надоле. Колегата кажа што значи селективно покачување. Медицинскиот тим мора да добро соработува и да нема раздор. Сето тоа ќе го намали квалитетот на здравствената услуга. Сето тоа ќе го почувствуваат пациентите. Ова е предупредување до власта да не го прави тоа.